Почитувани, Венко Филипче да каже како со плата се купува Ауди Q8 и се гради хациенда на Водно. Чиво е Аудито со кое Венко Филипче се вози и дали е на негово име или на некој друг? Ако е на друго име, кој е тој што на Филипче му дал да вози кола од 250.000 евра и со кој мотив? Дали луксузното Ауди Q8 кое го вози Филипче е награда за некој од десетиците милионски тендери и дали народот страдаше 7 години за сега Филипче да се вози во скапи джипови? Филипче да каже како неговото семејство се стекна со хациенда на Водно и колку пари е платена истата. Филипче да каже дали добитниците на тендери во здравството морале да влегуваат во дилови со него или нему блиски. ДКСК и јавното обвинителство да отворат истраги за имотот на Филипче, но и тој кој истиот го користи, а за кој постои сомнение дека може да станува збор за скриен имот. Филипче да не се крие за политичката позиција и да каже како се станува милионер со плата. Ова е грдото лице на СДС и ДУИ, кое никогаш не смее да се врати. Имам и едно прашање кое што стигна од медиумите. И Грција и Бугарија најавуваат дека на состанокот на лидерите на НАТО денеска и утре ќе го отворат прашањето за наводно непочитување на договорите од страна на Македонија, особено Преспанскиот. Кои се позициите што Македонија ќе ги има на НАТО самитот по ова прашање? Благодарам на прашањето. До сега нема побарано грчката страна средба со македонската делегација во НАТО. Македонската страна подготвена е да разговара за сите прашања, вклучително и за исполнување на Преспанскиот договор, за кој веќе е познато дека се почитува од македонските власти. Но еден таков диалог би бил добра прилика да се види кои работи ги исполнила и грчката страна во рамките на обврските кои што се превземани со овој договор. Би било многу попродуктивно да се разговара за јакнење на економските односи помеѓу двете земји и подобар живот за граѓаните, отколку јакнење на политички позиции и националистички страсти. На Грција, па и на Бугарија, не им е силна страна почитувањето на обврските од меѓународните договори. Од друга страна, на позициите кои Македонија со години ги градеше од дуото СДС и ДУИ на свитка на кичма престануваат. Да водиме разговор на база на факти. Ви благодарам.